Судијата Ивица Стефановски денеска во кривичниот суд ја изрече пресудата за едно од најтешките злосторства во Македонија, за грабнувањето и за ладнокрвната ликвидација на велешанецот Панче Жежовски и на Вања Ѓорчевска од Скопје, извршени на 22 ноември и на 27 ноември 2023 година. За свирепите злосторства им се судеше на првообвинетиот Љупчо Палевски Палчо од Скопје и на неговите сопартици Велибор Манев и Боре Видевски од Велес и на Владко Кешишев од Штип. Четворицата добија доживотен затвор, а петообвинетиот Александар Ѓорчевски, кому му се судеше за помагање во грабнувањето на неговата ќерка Вања, е ослободен од обвинението. Судот на обвинетите Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Љупчо Палевски за кривичното дело грабнување од член 141 став 2, ВВ со став 1, ВВ со член 22 од кривичен законник им утврдува казна затвор во трајање од по 10 години, а за кривичното дело убиство од член 123 став 2, точка 1 и точка 7 ВВ со член 22 од кривичниот законник и за кривичното дело убиство од член 123 став 2, точка 1 и точка 4 ВВ со член 22 од кривичниот законник, двете казниви по член 123 став 3 од КЗ, на секој од обвинетите поединечно им утврдува казна доживотен затвор. И покрај убеденоста на јавното обвинителство за инволвираноста на обвинетиот Александар Ѓорчевски во овој кривично правен настан, јавното обвинителство не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетиот Александар Ѓорчевски го сторил делото за кое се обвинува, поради што судот овој обвинет го ослободи од обвинение. Обвинителката Жаклина Крстевска Јосифовска побара и Ѓорчевски да остане во куќен притвор до правосилност на пресудата.